Деценискиот проблем и годинава ги мачи Тетовци. Недостигот од вода за пиење се чувствува особено во погорните населби. Граѓаните масовно поставуваат хидрофори со резервоари. Без нив, велат, нема вода. Кај нас во районот имamo блок кај Тетовчанка, сме редовни, имаме и хидрофор во зградата. Па тоа ни помогнува. Улица 133. И вода? Вода со хидрофор. Вода нема. Живееме кај автобуска станица. А имате со хидрофор или? Со хидрофор, да. А ако немате хидрофор? Ако немаме хидрофор, немаме вода. Од овој проблем се офајдија само во бизнисот со водоводни материјали. Еден хидрофор чини и до 500 евра. Може да се каже дека се трошат, иначе хидрофорот и резервоарот им доаѓа скапо на граѓаните. Бидејќи тоа кошта негде од 400 до 500 евра му доаѓа да стаја еден хидрофор. Од кризата тоа е скапо сега. А кога има најмногу побарувачка? Па по лето кога доаѓа странците. Сега е нормализирано сега. Побарувачка да не е толку. Зошто има голема побарувачка на хидрофор? Па зошто нема вода, нема притисок. Да има притисок, не треба. Кога нема вода, тој ќе зема од резервоарот, бидејќи така се монтира. Да сам да зема и шпарува вода од резервоар. Од цевка директно не чини. А со резервоар е подобро. Хидрофорите вршат работа, но граѓаните бараат трајно решение кое нема скапо да ги чини. Од Тетовското комунално најавуваат рестрикции. Издашноста на шарските извори била слаба, затоа се вклучени и градските бунари. Во момент имаме 220 литра на секунд. Мислам дека не е доволно за градот. За градот треба на 310 литра и нагоре. Ние сега сме пуштили и бунарот кај Етко, тука има 25 литра на секунд. Планираме за 2 недели да ги пуштиме и тие другите бунари, како во Дом на културата, кај спортски центар и кај земјоделско. И планираме тука сите бунари вкупа се собира околу 100 литра на секунд. Доволно вода за пиење ќе се обезбеди со доизградбата на новиот зафат од водоводот во местноста Лешница на Шарпланина, но проектот не се довршува со години. Од локалната самоуправа велат дека Тетовскиот водовод е планиран во буџетот на владата за следната година.